Како од ова да дојдеш до ова за минутка, сега ќе ти објаснам. Колорот ти е шлаг на тортата. Последен чекор, ама најважен. За почеток мора да знаете правилно да ги снимате вашите видеа. Тие не смее да бидат нити премногу темни, а ни премногу светли. Исто така еднакво важно е да се запази white балансот, односно температурата на снимката. Препорачливо е да снимате во лог или флет снимка, доколку камерата ви го дозволува тоа. Тоа е сива снимка како ова, која ви дозволува поголема флексибилност во постпродукција. Исто така важно е да знаете дека секоја камера си има свој различен колор профил, ама за тоа ќе зборуваме во некој од следните видеа. Следен чекор ви е color correction. Тука треба да се потрудите да ја вратите снимката до природен изглед. Малку светло, малку контраст, малку сатурација и white balance, па одиме на следен чекор. А тоа е color gradingот. Во овој дел имате слобода да играте со боите во зависност од која емоција сакате да ја прикажете со вашето видео. Обично ладен изглед се користи како синоним за тага и осаменост, додека топол изглед на снимката се користи за позитива и среќа. Многу важен совет е да ги држите боите во некоја граница на нормалата, а и да ги прегледувате вашите финални видеа на повеќе различни монитори за да си го најдете балансот. Сега рецептот за добар колор го имате, а на вас останува да готвите. Во некој од следните видеа ќе навлеземе повеќе за колорот, а вие дотогаш заследете ме за повеќе совети. Поздрав!